Добро вечер. Го гледате Централниот дневник во 20 часот на регионалната К1 телевизија. И во ова издание со најнови информации. Останете со нас. По најавата за настаните на денот започнуваме веднаш. Ке се инвестираат 2,5 милиони евра во реконструкција на железничките станици. Реконструкцијата на коловозите во Велес е во завршна фаза. Сканија со унгарски регистарски таблички излета од мост, загина возачот. Стартува обнова на железниците. Наскоро започнува реализацијата на проектот за реконструкција и надградба на железничките станици. Проектот е вреден околу 2,5 милиони евра. Со реконструкцијата, железничките станици ќе станат подостапни и поудобни за користење на граѓаните, што секојдневно го користат железничкиот сообраќај. Реконструкција и надградба на 10 железнички станици на коридорот 10 и кракот 10Д од овој коридор. Стартува реализацијата на проектот на Министерството за транспорт и врски, вреден околу 2,5 милиони евра. Ке се започне со рехабилитација на железничката станица во Прилеп, а по неа следуваат Велес, Битола, Гевгелија, Богомила, Чашка, Табановце, Демир Капија, Градско и Неготино, Вардар. Вчера само што го потпишав одобрението за градење за првата железница, односно за Прилеп. Се работи за инвестиција од 2,5 милиони евра. Почнуваме сукцесивно, почнуваме од Прилеп, потоа како се добиваат одобренијата за градење, така продолжуваме по цел коридор 10. Со реализација на овој проект, целосно ќе се обноват сите главни елементи на железничките станици. Истите треба да добијат комплетно нов изглед до средината на 2016 година. Очекувам дека за 12 месеци цел коридор 10 ќе има модерни, нови железници како што доликува една европска држава. Со реконструкцијата, железничките станици ќе станат подостапни и поудобни за користење за граѓаните што секојдневно го користат железничкиот сообраќај, како што е случајот во Велес. Бизнисмените на иста маса со вице-премиерот и заменик председател на владата за економски прашања Владимир Пешевски, академик и професор по економија Таки Фити и представници од Стопанската комора разговараа за важноста на иновациите како еден од најважните елементи во развојот на државата. Развојот на иновацијската дејност во секоја држава, па и во Македонија, е едно од најважните елементи во развојот на државата, вели заменик председателот на владата на Република Македонија за економски прашања Владимир Пешевски. Целта на иновациите според него е подигнување на конкурентноста на компаниите, а пред се за настап надвор од Македонија, затоа што тоа е еден од релевантните докази за тоа колку една држава е развиена, како дел од стратегијата на владата на Република Македонија, отворен е фонд за иновации. Веќе ги додели првите грантови на македонските компании, 16 компании добија почетни средства, некаде приближно во износ од половина милион евра. До крајот на годината би требало да има уште еден оглас на која што околу 1,5-1,6 милиони евра ќе бидат дополнително поделени, што е само еден од начините како треба да се помага иновацијската дејност, но како што реков ќе биде потребен многу поширок план на активности. И според академик и професор по економија Таки Фити, иновациите се значајни за развој на економијата во една држава. Според истражувањата, македонските фирми издвојуваат 6 до 7 милиони евра годишно за иновации и развој. Истата таа бројка во словенечката економија е за 100% поголема во споредба со средствата кои македонските фирми ги издвојуваат. Треба да расте свеста меѓу бизнисмените за значењето на иновацијата, бидејќи сите релевантни показатели и истражувања велат дека иновациите и кај нас функционираат, значи и на Балканот. Предпријатијата што се иновативни имаат 15% побрз раст на продажбите отколку неиновативните. Иако Македонија се наоѓа во просекот на државите, кои компаниите во рамките на иновативноста имаат 40 до 50%, сепак загрижувачки е фактот што тие многу малку средства издвојуваат по основ иновација. Има една погрешна перцепција за тоа што значи иновативност. Во светски рамки многу малку знаат дека тоа не е само високотехнолошки развиени решенија, туку исто така иновативноста значи да се пронаоѓаат нови производи, најмногу во рамки на организацијската поставеност на една компанија, исто така и во маркетингот на одредена компанија.
И покрај средствата кои се неопходни за развој на иновативноста, мора да расте и свеста на компаниите за значењето на истите. Иновацијата во економијата дава економски профит, односно надпросечен профит. Статистичките податоци укажуваат на фактот дека со иновацијата има значајни резултати во намалувањето на трошоците на работењето, а зголемување на продуктивноста и профитот. Во општина Кавадарци веќе извесен период се реализира проектот Од граѓаните за заедницата, од заедницата за граѓаните. Со овој проект 5 жени и 1 маж извршуваат општо корисна работа, кои работат како негуватели или помошници за давање услуги на стари, изнемоштени и инвалидизирани лица. Општина Кавадарци во соработка со Агенцијата за вработување и Центарот за социјални работи неодамна го стартуваше проектот Од граѓаните за заедницата и од заедницата за граѓаните. Со овој проект 5 жени и 1 маж во следните 6 месеци извршуваат општо корисна работа. Градоначалникот Александар Панов неодамна им ги додели решенијата врз основа на кои тие се ангажирани за месечен надомест од 6200 денари за 20 работни часа неделно со вклучен персонален данок. Ова е еден добар проект кој што функционира во многу европски држави и заклучивме дека одредена група на наши сограѓани можат да го работат тоа, односно сограѓани кои што немаат работа и кои што можат и кои што во себе имаат голема хуманост, секако за таа работа што ја работат да бидат платени, нели во рамките на 4 часовно работно време и да бидат во послуга на одредени фамилии во општина Кавадарци. Во овој проект вработени се лица од ранливи категории со ниски примања, кои работат како негуватели или помошници за давање услуги во домашни услови на стари, изнемоштени и инвалидизирани лица, на кои на располагање им се за набавка на лекови, храна и други неопходни работи, како и за плаќање месечни сметки. Тие истовремено се дружат со нив за да им покажат дека не се заборавени од заедницата. Овој проект еве неколку дена или 2 недели веќе функционира и морам да кажам дека е на обострано задоволство на двете страни, со тоа што нели имаме еден впечаток, пренесен впечаток дека овие повозрасни семејства или луѓе се позитивно изненадени од ваквиот проект. Со овој ангажман, инволвираните имаат можност да се стекнат со нови работни вештини. Најважно е што за време на периодот на ангажирањето не го губат статус од корисници на социјална помош. Проектот предвидува овие услуги на крајните корисници да им бидат достапни неколку пати во неделата. Градоначалникот на Велес Славчо Чадиев изврши увид на местата каде се реконструираат коловозите во градот. За неколку дена ќе се заврши асфалтирањето, а за 30 дена ќе се започне со подготовките за изградба на кружниот тек кај Евона. Реконструкцијата на неколку улици во Велес е во завршна фаза. Градоначалникот Славчо Чадиев беше на увид на местата каде се врши санација на оштетените коловози. Целосно се менува асфалтот на улиците Страшо Пинџур и Гоце Делчев, како и на оштетените делови во близина на кружниот тек во центар. Заедно со обиколницата околу Башино село, споредниот пат за Башино село, пристапниот пат што е направен веќе до фабриката Маркарт, ќе го завршиме овој потфат од реконструкција и одградење на овој дел од градот. Вкупната инвестиција за инфраструктурна реконструкција на коловозите, заедно со изградбата на кружниот тек кај Евона, чини повеќе од 8 милиони денари. Сета инвестиција изнесува негде околу 3 милиони и 800 денари, меѓутоа договорот наш со изведувачот Гранит е на поголема сума, заокружена на повеќе од 8 милиони денари, затоа што следната фаза за едно 20 на 30 дена е спремањето, односно изградбата на кружниот тек кај Авона. Денес се враќа стариот режим на сообраќај во градот, а асфалтирањето треба да се заврши до крајот на неделата. Градежната офанзива во општина Велес ќе продолжи и во периодот што следи, најави градоначалникот Чадиев. Сканија со унгарски регистарски таблички рано изутринава излетала од автопатот Велес Скопје кај местноста Дурутовец. Возачот на камионот го загубил животот. Според се уште неофицијални информации, причина за несреќата е губење на контрола над возилото. Од увидот на полицијата и јавниот обвинител ќе се знае вистинската причина за тешката сообраќајна несреќа.
Тешка сообраќајна несреќа во која животот го загуби возачот на товарно возило Сканија со унгарски регистарски таблички се случи рано изутринава на автопатот Велес Скопје. Според неофицијални информации, возачот на камионот изгубил контрола над возилото и излетал од мостот. Ноќеска околу 1 часот и 40 минути на автопатот Велес Скопје случена е сообраќајна несреќа во која товарно возило марка Сканија со приколка со унгарски регистарски ознаки од засега неутврдени причини излетало од коловозот, односно слетало во провалија во нискостеблеста шума. На местото на несреќата увид направија јавен обвинител и екипи на СВР Велес. Од полиција не го откриваат идентитетот на возачот, бидејќи телото се уште не е извлечено. Камионот е целосно уништен. Започнува вардарската регата Гемиџии. По 17 пат околу 100 учесници ќе запловат по водите на реката Вардар, од Велес па се до Гевгелија. Оваа година регатата има и меѓународен карактер, со учесници од Бугарија и Србија. Исто така, таа е дел од програмата на Велес град на културата за 2015. По 17 пат, шести по незиното возобновување, започнува вардарската регата Гемиџии. Во организација на здруженијето кој го носи името на регатата, 100 учесници се очекува утре да запловат од Велес кон Гевгелија. Пред крајната цел, современите Гемиџии ќе имаат 3 паузи во пловидбата поделена на 4 етапи. Ке се плови до Криволак, Демаркапија па Марвинци, а пристигнувањето во Гевгелија е планирано за во недела. Организаторите велат дека не очекуваат проблеми за време на пловењето, бидејќи веќе истражиле патеката. Ја поминавме реката има своји опасности, иако викаат старите нели со вода и со оѓен нема играчка, будни сме за тоа во секој чамец, значи поставени ни се двајца кајакари, еден спасител, тоа не го избегнуваме, но меѓутоа секогаш постои неизвестност, нема да дозволиме значи да се импровизираат работите. Веќе бил одржан и едукативен час за начинот на однесување на учесниците за време на регатата. Целта на регатата е да се направи спој на традицијата и историското минато со сегашноста. Да го поврза оно што го направиле пред 112 нашите сограѓани гемиџиите, да го актуализираат македонското прашање пред европските институции. Во интерес на тоа ја организираме оваа регата. За прв пат, по возобновувањето на регатата, истата ќе има меѓународен карактер. 2 посади ќе бидат со гости од Бугарија и Србија. За жал, се уште не е исполната желбата на организаторите, крајната цел на регатата да биде Солун. Ја најавивме дека интернационална, првите чекори секоја се скромни, веќе имаме 2 посади, како што кажа организаторите, што не се од Македонија. Зидната година, морам да ја честитам и на тоа, зидната година ќе бидат и повеќе, очекуваме да бидат и повеќе. Годинава вардарската регата Гемиџии е дел од програмата на Велес град на културата за 2015. Првиот уписен рок заврши. Во 3 средни училишта во општина Кавадарци се уште има слободни места за речиси сите образовни програми кои ги нудат, но се очекува истите да бидат потполнети по вториот уписен рок, кој е закажан за во понеделник и вторник 29 и 30 јуни. Првиот уписен рок за новите средношколци заврши вчера, според првичните извештаи од 3 средни училишта, гимназијата Добри Даскалов, електромашинскиот училишен центар Киро Спанџов Брко и средното општинско земјоделско и шумарско училиште Ѓорче Петров се уште имаат слободни места за речиси сите образовни програми кои ги нудат. Во гимназијата Добри Даскалов слободни места има и за гимназиските и за стручните образовни програми, но се очекува истите да бидат значително помали по вториот уписен рок, кој е закажан за во понеделник и вторник на 29 и 30 јуни. По неколку години надолен тренд годинава генерално задоволни од првиот уписен рок се и во средното општинско земјоделско и шумарско училиште Ѓорче Петров. Слободни места има речиси за сите образовни програми, освен за спортската академија за кошарка, за која изборот заврши во месец април. Речиси идентична е и состојбата во електромашинскиот училишен центар Киро Спанџов Брко, каде исто така има слободни места за сите образовни програми. Представниците од 3 средни училишта се сложуваат дека главната причина за се помалиот број на средношколци е опаднатиот наталитет, но веруваат дека преостанатите 2 уписни рока исто така ќе донесат нови ученици кои ќе ги потполнат предвидените квоти од годинашниве конкурси.
Хрватскиот амбасадор во Република Македонија Златко Крамариќ денеска ја посети општина Велес. Ова е една од последните дипломатски активности на Крамариќ во земјава, бидејќи му истекува амбасадорскиот мандат. Тој имаше средба со градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев, каде меѓу другото разговараа и за меѓуопштинската соработка на збратимените хрватски градови на Велес, Самобор и Пула. Велес мени пуно значи. Велес мене многу ми значи. Овде го добив рациновото признание. Јас сум македонист по професија, кога не сум во политиката и дипломатијата. Многу години предавав македонска култура и македонска книжевност на Осијачкиот универзитет. Па така, за разлика од многу амбасадори, јас овде дојдов заљубен во Македонија. Можам да кажам дека веќе се чувствувам како македонец. Не правам некоја поголема разлика помеѓу мојата татковина Хрватска и Македонија. За кој ја волам речи да се осеќам као македонац. Се надевам дека и следниот амбасадор што ќе дојде на Република Хрватска во Македонија ќе ни биде гостин, ќе оствариме средби и нашата соработка помеѓу збратимените градови од Хрватска и од Македонија, конкретно Велес, Самобор, добрата соработка со Пула, а веќе со Вараждин сакаме да почнеме некои соработки, ќе оди во нагорна линија. Балетското студио Анабела прослави 20 години постоење. Прославата се одржа во новата театарска зграда. Овој настане во рамки на проектот Велес град на културата за 2015 година. Со танцов перформанс Болеро, балетското студио Анабела одбележа 20 години од своето постоење. Прославата се одржа во новата театарска зграда. Настанот е во рамки на проектот Велес град на културата за 2015-та. Во изминативе 20 години над 2000 деца беа дел од Анабела, а нивната возраст е од 3 до 24 години. Иако на самиот почеток го носеше името Глорија во чест на членката Анабела Стеванова, која е почината, студиото го носи нејзиното име. 20 години успешно работим, имаме земено посебно последниве 2 години од меѓународни надпревари над 31 места. Државни надпревари исто така, значи успешни сме со многу пехари, со многу медали, со многу дипломи на ниво на градов, учествуваме на сите општински манифестации. Беа доделени награди на учениците кои учествуваа во литературниот и ликовниот конкурс на тема Танцот и младите. Од неодамна во ова балетско студио се одржуваат часови по класичен балет под менторство на Лорета Николова. Денеска во работна посета во Република Македонија ќе престојува министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас. Првата група деца од социјално ранливи категории замина на летување во одморалиштето Мајски цвет во Струга. Вестите од Македонија во продолжение. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денеска оствари средба со шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас. На средбата беа разменети мислења за севкупните билатерални односи меѓу Република Македонија и Република Грција. Во тој контекст председателот Иванов го поздрави усогласувањето на мерките за доверба меѓу двете земји, оценувајќи дека тоа представува значаен чекор за понатамошното унапредување на билатералните односи и може да придонесе за создавање позитивна атмосфера за надминување на разликата околу името. На средбата беа разменети мислења за севкупните состојби во регионот во контекст на неговата европска и евроатлантска перспектива. Првата група од 100 деца од социјално ранливи категории, односно деца со посебни потреби, заминаа на летување во одморалиштето Мајски цвет во Струга. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов им посака среќен пат и убав одмор и истакна дека до крајот на летото секоја недела ќе биде испраќена нова група на деца кои ќе летуваат. Вкупно оваа услуга искористија над 9000 дечиња, што е значителна поволност на над 9000 семејства кои што се во социјален ризик, кои што примаат социјална парична помош, постојана парична помош или пак детски додаток. Меѓутоа исто така оваа поволност важи и за децата со пречки во развојот, како и за децата без родители и родителска
грижа. Инаку првата група на деца се од Куманово и Скопје, а во останатите групи ќе има деца од социјално ранливи категории од цела Македонија. Следуваат вестите од светот, а во нив во НАТО 40.000 нови припадници. Унгарија забрани влез за бегалците. Организацијата на Северноатланскиот пакт ќе ги зголеми контингентите за брз одговор со 40.000 припадници. Ова го изјави генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Очекувам да ги зголемиме можностите на силите за брза реакција на НАТО, вклучувајќи ги воздушниот, поморскиот контингент и силите со специјална задача. Општо земено очекуваме нивниот број да достигне до 40.000 луѓе, објасни генералниот секретар на Организацијата за воена соработка на Западот. Силите за брза реакција на НАТО ќе бидат наменети за специфични ситуации, вклучувајќи и дејствување во услови на масовни протести. Унгарија ја суспендира Даблинската спогодба, европски документ кој се однесува на бегалците за да ги заштити унгарските интереси. Даблинската спогодба подразбира дека барањето за азил во Европа треба да биде разгледано во првата европска земја во која дошол барателот на азил, а незината суспензија би значила забрана за бегалците да влегуваат во Европската унија преку незината територија, од каде што понатаму заминуваат кон друга европска земја. Ваквата одлука на Будимпешта ќе мора да биде појасната пред Европската комисија. Над 60.000 луѓе илегално влегле во државата од почетокот на годинава досега, наведуваат унгарските власти. Истите соопштија дека на границата со Србија ќе постават ограда за да го запре напливот бегалци. Неделава во Охрид се одржува летниот ракометен камп Кирил Лазаров, на кој учество ќе завземат 150 деца од цела Македонија. А целта на кампот е тој да прерасне во традиција. Поранешниот кошаркарски репрезентативец Душан Боцевски е именуван за координатор на младинските репрезентации. Одбојкарската репрезентација напорно се подготвува за настапите во Европската лига. Капитенот на нашата ракометна репрезентација Кирил Лазаров како заштитно лице остана на ветувањето за организирање на летен ракометен камп наменет за ракометари меѓу 10 и 17 години, па пред 2 дена во Охрид започнаа тренинзите и обуката на 149 деца кои беа примени на овој камп од организација на Агенцијата за спортски маркетинг, консалтинг и менеджмент. Ракометниот камп е со време трајање од 1 недела до 28 јуни недела, а на него ќе учествуваат деца од цела Македонија. Идејата на овој камп е да прерасне во традиција, одржувајќи се секое лето, со што би им се помогнало на младите да навлезат во тајните на ракометната игра, предводени од советите и препораките на најдобрите македонски ракометари и професионалци. Во наредните години ќе растеме како камп и ќе пробаме да ги примеме сите можни заинтересирани, како што кажав, посебна е задоволството што имаме од сите делови на Македонија, од источна, од западна, од делови каде што не е развиен ракометот како игра, меѓутоа ние сме спортска нација, ракометна нација и јас се надевам дека јас лично и со мојот тим што е составен ќе направиме све во овие 7 дена да створиме уште поголема база и да Македонија како ракометна, како спортска нација да не се грижи за нејзината имина. Ракометниот камп на Лазаров ќе биде професионално место каде младиот ракометар може да расте, а покрај најдобрите македонски надежи во иднина ќе биде отворен и за талентите од соседните земји. Покрај Кирил Лазаров како специјални гости на кампот ќе бидат Дејан Периќ и Тимур Дибиров. Најавено е дека секоја година на кампот ќе гостуваат еминентни имиња од домашната и меѓународната ракометна сцена. За ракометниот камп на Кире се подготвувавме изминативе
3-4 месеци. Го одбравме Охрид и овој и хотелот Аквалина со целиот свој комплекс на терени како идеално место за подготовки. Знаеме дека Охрид со својата надморска висина нуди идеални услови за како временски услови за да можат своји учесници да имаат идеална клима, идеална температура, да не е прежешко, да не е преладно. Она што можам да го кажам дека ова е прв камп на еден професионален спортист во Македонија. На кампот ќе се организираат 3 едукативни работилници, во кои освен лекарите ќе биде вклучен и психолог. Овој проект треба да значи и подобра иднина на ракометниот спорт во нашата земја. Поранешниот кошаркарски репрезентативец Душан Боцевски именуван за нов координатор на младинските репрезентации на нашата земја. Ваквиот потек доаѓа со остварување на идеите на председателот на Македонската кошаркарска федерација Петар Наумовски, кој даде ветување дека ќе се вложи да интегрира што повеќе кошаркарски имиња со доаѓањето на чело на оваа федерација. Почестен сум од укажаната доверба на председателот Петар Наумовски. Ќе сторам се барем некој од младите кошаркари да ги почувствува емоциите што ги имав како кошаркар и репрезентативец на Македонија, изјави Боцевски за официјалната веб страна на МКФ. Одбојкарската репрезентација на Македонија веќе 20 дена се наоѓа во тренинг фаза за подготовка на настапите во Европската лига. Минатата година нашите одбојкари играа на полуфиналето губејќи од селекцијата на Црнагора. Избраниците на селекторот Жарко Ристовски по 7-дневните подготовки во Маврово сега тренираат во Скопје работејќи на тактичко-техничката подготовка во која одбојкарите се максимално фокусирани. Веќе наредната недела репрезентацијата очекува потврда за селекции со кои би одиграле пријателски надпревари, со што би завршила и третата фаза од подготвителниот период. Оваа година Македонија се најде во групата А, заедно со светскиот првак Полска, Естонија, Израел, Данска и Австрија. Првите два дуели ги играме на гости против Естонија на 10 и 11 јули, а потоа следуваат дуелите на домашен терен против Израел, Данска и Австрија, за во првата недела од август да настапиме на гости против полската репрезентација. Кошаркарскиот клуб Фенербахче пројавува интерес за следната сезона. Во своите редови го донесе Перо Антич. Легендарниот руски кошаркар Кириленко ја заврши спортската кариера. Францускиот фудбалер Франк Рибери поради повреда ја завршува кариерата во Бајерн Мюнхен. Проследете ги најновите трансфери на меѓународната фудбалска сцена. По 1 јули на Перо Антич му истекува договорот со Атланта, па и официјално е слободен играч. За македонецот, освен заинтересираност од шпанските гиганти Реал Мадрид и Барселона, интерес пројавува и екипата на Фенербахче, која минатата сезона стигна до завршницата на Евролигата, но не успеа да дојде до титулата. Раководството на турскиот клуб предводено од Желјко Обрадовиќ се одлучени да го засилат својот состав за следната сезона, а дополнително се интересираат за плеймейкерот Боби Диксон и центарот Валтер Таварес. За Антич се уште нема никакви најави за продолжување на соработката со клубот од Џорџија. Рускиот репрезентативен кошаркар Андреј Кириленко соопшти дека одлучил да ја заврши својата спортска кариера и настапите за ЦСКА Москва. Неговата следна нова амбиција ќе биде кариерата да ја продолжи со придонес во Руската кошаркарска федерација како претседател на истата. Кириленко со Русија освои злато на Европското првенство во Шпанија 2007, 2 бронзени медали на Олимписките игри во Лондон 2011 и во Литванија 2011, кога во борба со нашата репрезентација го освоија третото место. Франк Рибери, крилниот фудбалер на Бајерн Мюнхен, одлучил да ја заврши својата кариера, откако долго време имаше проблеми со скочниот зглоб на ногата и ги пропушти клучните мечеви од германскиот шампионат. Бројните терапии не помогнале и покрај поддршката од баварскиот клуб. Во Бајерн настапуваше од 2007 година освојувајќи 15 трофеи заедно со Лигата на шампионите, а за Франција одигра 81 меч, постигнувајќи 16 гола.
Англискиот премиер лигаш Ливерпул го потврди ангажманот на бразилскиот репрезентативец Роберто Фирмино од Бундеслигашот Хофенхаим за сума од 29 милиони фунти, што ова е втор трансфер најголем во историјата на клубот. Джексон Мартинес официјално ќе потпише договор со Атлетико Мадрид за сума од 35 милиони евра, а договорот со шпанците ќе го потпише по завршувањето на Копа Америка шампионатот. Мартинес дојде на местото на Марио Манџукиќ, која продолжи кариерата во Јувентус. Во продолжение следува временската прогноза. Да ја погледнеме деталната временска прогноза за наредните неколку дена за општините од Вардарскиот регион. Благодарам почитувани на вашето внимание. Останете и понатаму со програмата на К1. Имајте пријатна вечер.